Манастирот Покров на Пресвета Богородица во близина на Прилеп, кој што браќата Никола и Љубе Спирковски сами го градеа цели 11 години, од 2007 до 2018 година, кога беше и осветена црквата, ја празнува својата слава. Ова е еден од ретките манастири во Македонија. Може слободно да се каже дека тие се бројат и на прсти, кој што е посветен на овој празник. Утре е празникот посветен на покровот на Пресвета Богородица, кога ќе се отслужи и света божествена литургија. А вечерва имаше и вечерна богослужба. Никола Спирковски се подсетува како заедно со братот го продолжиле аманетот за изградба на овој манастир, кој што го започнала нивната братучеда во 2002 година. Името му е дојдено насон. На ова место, на братучеда ми и дојде насон да се изгради манастиров и да се вика Покров на Пресвета Богородица. Тоа е историја, 3-4 пати и дошло незе и го ископавме темели овдека 2002 година и туривне темелите и после тоа стопиравме 5 години, не работевне. Уствари имаше друга управа, не бевне ние. И 2007 година на Трипун почнавме со изградба на манастирот од темели. Значи, од темели нагоре. Манастирот има 4 слави во текот на годината. Покров на Пресвета Богородица, Успение на Пресвета Богородица или кај народот позната уште и како Голема Богородица, празникот Свети Трифун, а литургија се служи на 28 мај, кога биле поставени темелите на манастирот. Овој манастир е граден само од мене и од брат ми. Ова сето што е направено овдека е со 4 раце направено, со припомош на некои луѓе кои се турале плочи, ова, она, инаку, сето ова, дидарија, плочки, покриви, сето е од Вајцава. Вие сте мајстори зидари? Да, јас работев во бетон, ама работев како електричар, ма се Господ дарба. Секој ден го градевте овдека манастирот? Секој ден. По колку часови во денот поминувавте? Поминуваме некогаш и по 12-14 сати кога бевме млади. Сега. Сега се изгради конечно. Уште малце камбанарија, ама и тече до терена. Спирковски вела дека сега како наредна цел им била доградба на камбанаријата и уште неколку други простории. Едната замисла почнаме долу магазин да правиме. Имаме долу магазин, ама тој е мал простор. Сега да направиме, сакаме и како винарија нешто да направиме. Годинава манастирот има најмногу домаќини за една слава од како е изграден, дури 22, од кои што 16 се наставници од основното училиште Добре Јовановски. Тие велат дека голема чест е да се биде домаќин на оваа слава. Чест ми е голема што сум јас со моето семејство дел од овој настан, голем празник, не само за нас сите овдека собрани, него и за целиот град. И ми е задоволство, уште еднаш ќе кажам дека е големо задоволството и честа да се биде навистина дел од сето ова дружење заедничко на добронамерници и роднини, пријатели кои ќе бидат присутни на овај голем свечен празник. На овој ден не собра мајката Богородица, наспроти големиот празник Покровот на мајка Богородица, токму на ова свето место во храмот на Покровот на мајката Богородица. Ние сме домајкините, во оваа година во голем број 22 домајкини. Се надевам дека наредната година ова ќе биде повик и апел до сите христијани и добронамерници да се зголемува бројот, да оддаваме почит на оние кои што не штитат секојдневно. Од нашето училиште Добре Јовановски, каде што работиме, сме 16 колеги кои што сме домајкини. Манастирот има 3 соби за гости и секој кој сака може да спие, но претходно да се најави и ќе добие клуч од собите. Спијањето тука е бесплатно. Управниот одбор искажи голема благодарност до сите донатори кои што помогнале околу изградбата на манастирот. Голема благодарност кон останатите, да речем, сите донатори кои помагаат парично, со работна рака и друго. Голема благодарност и до учесниците од 2001 Сдруженијето на резервни војни офицери, резервисти, кои
учествуваат во секоја поголема акција која се работи во манастирот. Почнувајќи од градбата на Конако, Камбанарија, секогаш кога има потреба сме на готовност, да речем, помагаме од се срце. Многу му благодарам на годинашните домајчини. Прв пат имаме домајчини во оваков број. Ова е нешто преблагодарност, преголема љубов кон Бога, кон Мајка Божја. Домаќините ги повикаа сите верници утре да дојдат во уште поголем број за да го одбележат овој ден.